освојат македонските територии. Многу политичари кога се во опозиција го зборуваат това истото. Еве, јас и како радиоводител и како активист во македонската заедница над 20 на години, сметам дека во сите соседни држави во окупираните делови, дека имаме ние реални услови за македонското прашање. Еве имаме политичка партија во Албанија, имаме телевизија, имаме градоначалник. Еве сега вчера, завчера во Овчарани го добивме првиот македонец, градоначалник од фамилијата на Ашлакови, кои се познати во Битола и исто така во Егејска, односно Беломорска Македонија. Во Пиринска Македонија никако да слушниме збор од политичарите дека постојат македонци во Пиринска Македонија, а Омојлинден Пирин душа вади, така да речам народно, за да излези надвор во Европската заедница да докажат дека постојат македонци. Зошто имаме реални услови? Зошто тоа се запоставува? Значи, дали сето ова што го споменавте не ви говори јасно и вам и на сите дека процесот на ревизија е започнат, дека процесот на освестување на македонците во окупираните територии е започнат и дека никој не може да го прекине тој процес понатаму. Дали тоа јасно не ни говори дека и тој процес еден ден дефинитивно мора да доведе до ослободување на македонскиот народ во окупираните територии и до враќање на окупираните територии. Но јас морам да ви кажам дека некаде пред 20 години, кога го формиравме МААК, кога на нашите македонци им говоревме дека после година или две ќе дојде до осамостојување на Република Македонија, до распаѓање на тогашната Југославија и до создавање на независна држава, дека половина од македонците не веруваа, а другата половина ни се подсмеваа. Денес, кога говорам дека ќе дојде до обединување на македонските територии, моите зборови ја имаат истата судбина. Еден добар дел од македонците не веруваат, а еден друг дел се подсмева. Меѓутоа, самиот процес на добивање на градоначалници во окупираните делови во Албанија и во Грција веќе јасно говори дека е започнато придвижувањето на македонската свест, дека е започнат процесот кој неминовно ќе доведе до ослободување на македонските територии. Вие гледате дека Република Грција во моментов се наоѓа во една исклучително тешка, во една катастрофална ситуација и дека многу скоро ќе дојде денот кога Република Грција ќе се федерализира на две федерални единици, на Елада и Македонија. Потоа, вториот чекор е веќе прашање на ден, односно прашање на време кога тоа ќе се реализира. Јас овде морам на македонците да им кажам и во Австралија и овде во Македонија еден пример. Тоа е примерот на тие 5-6 луѓе кои пред 130 на години во Призрен, а албанци кои ја подпишаа тогашната Призренска декларација и кои бараа обединување на албанските територии. После 130 години во едни променети услови, еве ги албанците се наоѓаат на чекор до остварување на својата цел. Значи, нашата обврска е да го зацртаме обединувањето, ослободувањето на македонските територии и да работиме на таа цел, а верувајте ми дека времето работи во наша полза. И верувајте ми дека се она што се наметнува како проблем за името не е никаков проблем за името на Република Македонија, туку токму Република Грција сака да ги дефокусира погледите на светот, погледите на Европа од територијалниот проблем кој постои меѓу Република Македонија и Република Грција, односно од потребата Грција да се откаже и да се повлече од окупираните територии. Пред една недела имав интервју со Стојан Чангелов, генерал мајорот од конфликтот во 2001 година. Големо незадоволство искажа генерал мајорот за бранителите на Република Македонија од конфликтот, а исто така одржуваме контакти и со македонски обединети сили. Вашата соработка и во иднина, дали може тоа да се претвори во една политичка заедничка сила? Еден добар дел од македонските обединети сили, што представува организација, а не политичка партија, значи еден добар дел од нивните членови веќе се членови од Моровет. Исто така, еден добар дел од бранителите, кои се наоѓаат во Сдруженијето на генералот Стојан Чангелов, се наоѓаат како членови во мојата политичка партија, односно во Моровет. Меѓутоа, јас лично не би сакал да се приклони господинот генералот Ангелов кон ниту една политичка партија, затоа што за Република Македонија и за бранителите е исклучително добро постоењето на достоинство, меѓутоа достоинство ослободено од сите политички притисоци и од сите
политички окови кои би требало да го оковаат. Тоа е еснавско здружение, здружение на бранителите, здружение преку кое бранителите треба конечно да ги добијат правата кои ги заслужуваат, а на тоа и такво здружение сите ние, македонските политички партии, сме должни да му дадеме целосна подкрепа и да помогнеме во остварување на правата на бранителите. Јас често во Македонија на средбите со граѓаните, на митинзите кои ги одржуваме, говорам за бранителите како за најмаргинализираната група граѓани во оваа држава, како за луѓе на кои дефинитивно државата Република Македонија им ја одзеде честа, како на луѓе кои не можат да си се врадат дома и да си ги погледнат собствените деца во очи, затоа што не можат да ги школуваат, затоа што не можат да ги прехранат, затоа што не можат да им го овозможат она што го имаат децата на политичарите. Оние луѓе кои 2001-та застанаа во одбрана на државата, во одбрана на татковината, тие луѓе денес не можат да преживеат, тие луѓе денес немаат никакви права, тие луѓе денес се социјално загрозени. На тие луѓе токму преку достоинство ние имаме обврска да им помогнеме и да ги внесеме во законот за борци, кој закон веќе постои. Значи, сметам дека грешката на достоинство е во барањето на нов закон за бранителите. Не, само бранителите треба да си го добијат статусот на борци, оној статус кој го имаа борците од 41 до 45-та. Добивајќи го статусот на борци, македонските бранители ќе ги добијат сите привилегии кои им следуваат според тој закон, кои ги им привилегии кои ги има борците од 1941 до 45-та. Значи, работиме на окрупнување, на обединување на сите оние патриотски сили кои се наоѓаат во Република Македонија, работиме на соработка со македонските обединети сили, со достоинство, работиме на соработка со сите патриоти кои се пројавуваат во Република Македонија, затоа што, верувајте ми, јас имам обврска тоа да го сторам според статутот на мојата политичка партија и според одлуките кои ги донесовме. Оние кои го следат мојата страна на интернет, на Facebook, социјалната мрежа, вчера можеа да прочитаат дека мојата политичка партија Тморо Веб донесе одлука дека кој било и кога било, доколку се осмели да донесе одлука за промена на името на Република Македонија, и јас како председател на Тморо Веб имам обврска да повикам на оружена одбрана на македонското постоење. Ние сме многу јасни во нашите искажувања дека промена на името и губење на идентитетот не смее да се случи и дека во моментот кога некој ќе се обиде да го стори тоа, јас лично како Страшо Ангеловски, како председател на Тморо Веб, ќе повикам на вооружена одбрана на македонското постоење, на македонското име и македонскиот идентитет. Страшо, би сакал само да ве запрашам и ова бидејќи времето не измина, накратко 1 минута имате или минута и пол. Зошто не можете да седнете Страшо Ангеловски, Бранко Црвенковски, Никола Груевски, Любе Бошковски, Лупчо Георгиевски, да им кажете на македонскиот народ, ние сме лидерите на партиите, име нема менување и нема што да се расправате со Петко, Трајко и Станко, туку да се води една политика за подобра економија на Република Македонија. Верувам дека повеќемина од граѓаните на Република Македонија овде и од македонците во диаспората сакаат и очекуваат седнување на заедничка маса и донесување на одлука дека нема менување на името и дури има прекинување на преговорите со Грција доколку се продолжи со тие непристојни предлози. Меѓутоа, еден добар дел од македонските политичари, за жал, македонскиот народ мора да знае дека еден добар дел од нив е подготвен за промена на името. Седнување на заедничка маса со таквите луѓе, со луѓето кои се подготвени на предавство е едноставно невозможно. Со сите оние кои се против промена на името, јас сум подготвен уште денес да седнам на заедничка маса и да разговарам. Страшно ви благодариме за исцрпниот одговор, за вашите ставови на политичката партија Тморо Меб и се надеваме дека остануваме во контакт. Ви благодарам за можноста да проговорам пред нашите македонци таму во Австралија и се надевам, искрено се надевам дека ќе можеме повторно да поразговараме за да ги доискажам ставовите мои лични и ставовите на мојата политичка партија. До слушање. Пријатно. Почитувани слушатели, разговор водевме со Страшо Ангеловски, председател на партијата Тморо